почитувани љубители на поезијата. Ми представува особена чест и задоволство во својство на директор на Струшките вечери на поезијата да ви посакам топло добре дојде и уживање во содржините на престојното издание на Струшките вечери на поезијата. Се потрудивме да го задржиме препознатливата структура на програмата на Струшките вечери, но и да внесеме новини за кои што се надеваме дека ќе станат препознатлив белег на фестивалот. Една од тие новини е поетската порака, што на почетокот на церемонијата на отворање ќе ја чита истакнат македонски поет, односно поетеса. И оваа година таа чест ја има истакнатиот македонски поет Влада Урошевиќ, за кого во рамки на програмата е предвиден и портрет по повод 85 годишниот јубилеј. Ни представува на вистина чест оваа година на 58-то издание за лауреат да имаме истакнатата романска поетеса Ана Бландијана. Среќни сме што во историјатот на Струшките вечери на поезијата Ана Бландијана е четвртата жена лауреат. Тоа не значи дека поезијата пишуваат само мажи, тоа значи дека можеби жените биле неоправдано заобиколувани при доделување на ова високо признание и ќе се обидуваме во иднина таа грешка да ја исправаме. Ја поканувам председателката на Управниот одбор на Струшките вечери, професорката Елизабета Шелева, да ви се обрати. Благодарам. Топло добре дојде за нашата лауреатка Ана Бландијана, која што пред 15 години исто така беше гостинка на Струшките вечери и имаше свое издание Избор од песни во едицијата Плејади, а денеска е, како што чувте, четвртата жена поет која што сосем заслужено го стекна и едногласно го доби ова признание и во оваа прилика сакам посебно да им се заблагодарам и на членовите на Уметничкиот совет што едногласно овој предлог го прифатија и со задоволство. За Ана Бландијана ќе зборувам повеќе на низиниот поетски портрет во Света Софија, меѓутоа сега само накратко дозволете да кажам дека е таа припадник на генерацијата на 60-тите, поети кои што во своја група имале и такви членови како Никита Станеску и ред други, и кои што себе се нарекувале неомодернисти, имајќи го предвид својот пристап кој што се темели на херметизам, метафоричност, естетизам, што бил еден своевиден отпор против тогаш доминантната естетика и поетика на социализмот. Но, во меѓувреме, Ана Бландијана станува символ, икона на бунтот, на отпорот, на непокорот против тоталитарната матрица, што долго време владее во тогашното романско општество и самата под строгиот надзор на цензурата и полициско наблюдување на незиниот дом, а подоцна, откако тоа се ќе заврши и ќе дојде тој нов период на посткомунизам, односно транзиција, и понатаму задржува еден строг критички став и однос кон новите проблеми што се својствени за демократијата. Значи, во ликот на Ана Бландијана имаме истовремено поет, бунтовен, буден дух, критичка перспектива, која што не замолчува пред неправдите, пред лагата, пред сите видови на отчовечување и отприроднување, што им се својствени на луѓето денес. Сакам да кажам дека по подолго време повторно имаме лауреат на Струшките вечери на поезијата од Европа, односно од Балканот, и тоа е повторно една убава можност да се отвориме, да ги споделиме повторно нашите заеднички искуства, нашите поими кои што сме ги заборавиле или тргнале настрана поради свртувањето кон еден поширок простор, и тоа е прилика и во текот на нашиот симпозиум, кој што ќе се одржи утре, да продискутираме повторно за таа интеркултурална размена меѓу Истокот и Западот, Балканот и Европа, за културите на граница, културите кои што се плод на едно вкрстување на повеќе традиции и повеќе стилски, естетски искуства.
Сега, да не го одземам премногу времето, го препуштам понатаму зборот на нашата ценета гостинка да ве поздрави, да го каже своето добре дојде. Благодарам. Îi făceam prietenului meu, care va și transmite ceea ce spun, o mărturisire acum câteva minute. Spuneam că în așa măsură știu din mitul serilor de la Struga tot ce se va întâmpla aici, încât singurul pericol este nu cumva realitatea să nu se ridice la înălțimea mitului din capul meu. Му кажував пред малку на мојов пријател, мислам јас, кој ќе ви преведува. Имам слушнато за митот за Струшките вечери на поезијата, кој е најстар фестивал во Европа, и се чувствувам Deci, ca realitatea pe care o să o descoperă aici să nu fie la înălțimea a ceea ce știu eu de dinainte. И праваме на споредба помеѓу митот и реалноста која ме очекува овде. Дали реалноста и митот ќе се совпаднат или дали ќе ме дали уствари реалноста и митот ќе се совпаднат со тоа што го имам чуено за овој фестивал. Un lucru este sigur. Една работа е сигурна. Că nu cred că există în Europa sau probabil în lume un festival nu numai care să aibă în spate 58 de ani. Este evident că este vorba de cel mai vechi festival. Postoji Poster festival, ovo je 58 godini star festival. Dar care să aibă un asemenea palmares, adică să aibă o asemenea listă de mari poeți care au primit premiul la Cununa de Aur de la Struga. Има толку голема листа на наградени автори, на големи имиња, како овој фестивал во Струга. În acest sens mă simt absolut intimidată, mult mai intimidată decât în alte locuri, de faptul că, grație dumneavoastră, că mi-ați făcut onoarea de a mă înscrie în această extraordinară listă. Според тоа чувствувам емоции и се чувствувам многу емотивно што ме поканивте да бидам лауреат на овој фестивал. Nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți aici, să mă bucur că întâlnesc sau reîntâlnesc pe poeții invitați, pe care pe unii știu de la alte festivaluri din lume, și să sper că împreună o să trăim o săptămână ca un vis al poeziei. Не можам да не ви се заблагодарам, премногу да ви се заблагодарам за оваа покана и за оваа дружба и за ова што сте вие тука и да го живееме сонот на овој поетски фестивал. Благодарам многу. Сега најпрво да им отстапиме простор на медиумите и на новинарите. Дали имате колеги прашања? Мики Трајковски, Алса телевизија, и до директорот и до добитничката директор, ова година имате одредени новитети на фестивалот
и да речеме и во однос на јазичниот дел имате промени во употребата на јазиците, а за добитничката дали има информации дека за целиот, ако може, значи Охридскиот регион, каде што и Струга, се соочува со опасност да го загуби статусот на светско наследство под УНЕСКО. Која би била пораката која што таа би ја упатила, еве, од овде како добитник да се зачува тој статус и тоа важно богатство? Nu știam că există posibilitatea să pierzi valoarea pe care ai avut-o, pentru că, în mod evident, UNESCO a transformat festivalul de la Struga într-un eveniment UNESCO, pentru că era un festival important. El continuă să fie. Deci, nu dumneavoastră dați examen, UNESCO dă examen în acest caz. Не знам, не сум запознаена со ова, меѓутоа не знам која би била причината УНЕСКО да не извади од листата. Мислам, да не извади од листата и УНЕСКО не треба да не извади, уствари не треба, треба ние да го прашаме УНЕСКО дали ние да го извадиме УНЕСКО од листата, а не УНЕСКО нас. Тодорче, вашиот одговор? Јас прво имам зборувано за новитетите на фестивалот и во посебни прилики. Не би сакал да го одземам времето и фокусот од добитничката на Златниот венец. Само ќе ве замолам прашањата да бидат на вистина поврзани со лауреатката, со тоа што таа сака да го каже, да не ја вовлекуваме во локални ситуации за кои што разбирливо не е ни толку информирана. Ви благодарам. Молам? Повелете за кое прашање стануваше збор. Значи, дали ќе има промени во делот на јазичниот дел на фестивалот? Да, точно, тоа е најавено и во повеќе прилики. Оваа година, токму во насока на инклузивност и едно општество и вклучување на публиката, ние планираме официјалната програма да вклучува употреба покрај на македонскиот и на англискиот јазик, како што беше досега, и на албанскиот, но и на францускиот јазик, бидејќи Македонија е и официјално членка на Светската асоциација на франкофонија. Благодарам. Дали имате други прашања? Конкретно, која порака ќе испрати лауреатката кон Охриѓани, кон Стружани, кон нашата земја? Со оглед на тоа дека традиционално лауреатите испраќаат некоја порака, било за мир, било за што. Преведи го прашањето. Која е пораката која што лауреатката оваа година ќе испрати до нашата држава? Care este mesajul care dumneavoastră o să transmiteți către țara noastră acesta? Chiar în 21 martie, de Ziua Internațională a Poeziei, când ați anunțat premiul pentru anul acesta, am transmis un mesaj în care spuneam că pentru mine Macedonia este nu numai o țară prietenă cu România, o țară de care mă simt apropiată pentru că locuim toți în aceeași parte a globului, dar este țara, pământul pe care a mers și Orfeu. Deci faptul, nu există alt festival în lume, nu este alt loc în lume în care legătura cu rădăcinile cele mai minunate și mai vechi ale poeziei să fie atât de strânse. Baš na
на 21 март по повод Интернационалниот ден на поезијата, кога ми ја пративте пораката, јас напишав една порака. За мене Македонија е не само една земја пријателска, туку е една земја на оваа планета по која чекорел и Орфеј. Нема една поголема поврзаност со поезијата од тој факт. Aș vrea însă să adaug la problema UNESCO, dacă cumva se va întâmpla ca într-adevăr UNESCO să retragă sprijinul, va fi o măsură prin care UNESCO se va descalifica, pentru că și UNESCO în ultimii ani, în general, prin faptul că țările globului care fac parte din această mare organizație nu mai sprijină cultura decât într-o mică măsură, UNESCO este o instituție care pierde din prestigiu. Dacă renunță la a sprijini festivalul de la Struga, prestigiul lui se va pune sub semnul întrebării. Би сакала да додадам уште нешто во врска со УНЕСКО, односно со поддршката на УНЕСКО за Охридскиот регион. Ако УНЕСКО се дрзне да го исфрли некако или да исфрли поддршката, да отфрли поддршката на Охридскиот регион, според мене УНЕСКО би се деквалифицирал, односно би изгубил многу во тоа. Кога би ве замолиле, односно кога би ви рекле да ја опишете Струга и Охридскиот регион во неколку стихови, кои би биле тие? Како би ја опишале вие Струга и целиот регион во неколку стихови? Ce ați spune despre Struga cu poezie, cu câteva cuvinte din poezia dumneavoastră? Cum ați... Despre poezia mea, la Struga sau despre... Ce ați spune despre impresia Struga? Cu câteva cuvinte din cu poezie, dacă le... N-am înțeles foarte bine întrebarea, dar din tot ce știu eu despre Struga, impresia mea este că este un loc, nu numai un loc în care se strâng poeții lumii și se simt bine unii cu alții, dar este un loc în care toți cei care vin devin poeți. Este un loc al poeziei, o atmosferă din care, ca și cum am intrat într-o aureolă. Баш не го разбрав прашањето, но се што знам за Струга е едно место не само за поезијата, туку секој што доаѓа во Струга станува на некој начин поет. Вака сакам да ве прашам. Да, Сашо, малце да не разбере, пошто гледам дека... Молим? Ме разбира, ама не... Да. Како што разбрав од вашето излагање, сте биле пред неколку години во Република Македонија. Сега сигурно знаете за промената на името во Република Северна Македонија. Дали тоа прави некоја разлика кај вас? Дали воопшто некако реагирате во меѓувреме? Am mai fost în Macedonia, la Ohrid, la o foarte interesantă dezbatere organizată de PEN Club, în perioada în care eram președinta PEN Clubului Român. Și atunci am fost puțin și așa în trecere la Struga. Evident, toată povestea care a durat ani de zile cu discutarea numelui a fost
ceva care pe mine m-a întristat, trebuie să mărturisesc. Iar faptul că acum s-a stabilit un nume... Macedonia este tot Macedonia, limba macedoniană este tot limba macedoniană. Nu contează că s-a mai adăugat o mică particulă nord. Principalul este ca țara dumneavoastră să-și continue destinul și mai ales destinul cultural, pentru ca toate țările mici, ca România, de asemenea, chiar dacă e mai mare, nu au șansă să învingă în lume decât prin cultură. Бев во Македонија во Охрид на конференција на Пен клубот, бев председателка во Романија на Пен клубот и бев и во Струга поминав. Целата приказна со името мене ме натажува, но фактот дека факт е дека Македонија е пак Македонија и македонците си се пак македонци. Нема врска толку за Норд Македонија. Битно е земјата да продолжи по својот пат, особено во културата. Малите земји нема друга шанса освен да продолжат да ја развиваат и да се промовираат преку културата. Благодарам. Дали имате други прашања? Тодорче, повелете. Добро, ви благодарам за интересот и сега ве поканувам да го проследиме краткото излагање и воведот во изложбата, што имаме прилика да ја погледнеме во оваа сала, а чиј автор е Сашо Блажевски. Ви благодарам. Da, ea e obișnuită pentru că dați sute de interviuri cu ea și ați văzut ce simplu a mers.